Како што е познато, вчера на свечен начин беше означен рестартот на рудникот Злетово, кој за пробиштипјани живот значи. Неговото реактивирање од страна на бугарскиот концесионер Минстрој ќе значи сигурна екзистенција засега на 200, а во догледна иднина на 1000 рудари. Со подршка на председателот Груевски, со владиниот тим, отпочнавме постапка за санација на сечеот, за избор на нов концесионер. Имаше доста работа од аспект на запишување конкурс за избор на компанија кој што ќе добие концесијата. Паралелно со тоа течеа и судските постапки за чистење на хипотеките и на се оно што како штета го наследивме од претходниот собственик на рудниците Злетово. Пред 2 месеци започнавме со работа од нулата. Денес веќе дозволата е добиена, но отпочнавме со расчистување на се што долго време е било во кал, камења, вода. Многу инвестиции се направија до тука, но вистината е дека уште посериозни до прва предстојат. Првата руда. Ден по денот на рударите, позитивни реакции стигнуваат од секаде, а најмногу од оние кои се непосредно вклучени во процесот на производството. Со редовна набавка на репроматеријали од страна на компанијата Булмак и се пред се благодарност до газдата на компанијата Николај Валканов, донесена е нова механизација, вложено, репроматеријали, пумпа за испумпување на јамската вода, санација на окната за извоз на руда и на луѓе и санација на бункерите за руда. Ваквата опременост и организација на работа треба да донесат и други придобивки. Се очекува на овој начин од компанијата зголемување на платите, пошто сега се зголемени солидни плати. Најмалата плата е негде околу просечната нето лична плата на Република Македонија, и со рестартирањето се надеваме дека ќе заживее и нашиот град, воопшто и градот Крива Паланка, пошто сме иста компанија, и ќе биде добро за двете општини, воопшто и за самата Република Македонија. Инаку рестартирањето на рудникот Злетово е резултат на ефикасната и напорна работа на владата во минатата и во текот на оваа година, кога успеа да спроведе активности за изнаоѓање на солиден концесионер кој ќе продолжи со експлоатација во рудникот и ќе обезбеди работа за оние кои до вчера беа во неизвестност како понатаму.